Вие го следите отвореното студио на Еден телевизија. Денеска веста на денот се пресудите во случајот Титаник 2, односно фактот дека екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков ја доби првата пресуда, првостепена се разбира, која гласи на 3 години затвор. Тој денеска веќе е однесен во притвор во Казнено-поправниот дом Шутка. Повеќе детали за ова ќе имаме во Централниот дневник во 20 часот. Сега во овој дел, овој отворен појас, мој гостин е Миша Поповиќ од Институтот за демократија, Societas Civilis. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Јас темата ја најавува според насловот на едно ваше истражување, кое гласи, или кој има прашална форма, кој тоа таму управува со јавните предпријатија. Вие всушност ги анализиравте управувачките и раководни структури во јавни предпријатија и во некои државни независни тела, така велите. Јас би почнала прво со заклучокот. Јас во тоа прочитав некои навистина разочарувачки податоци, но ако при вработувањата во државните институции и јавни предпријатија доминира непотизмот или партиската припадност, дали кај овие назначување и именување на раководни структури, членови на управни надзорни одбори, повторно доминира партискиот сегмент и клиентелизмот? Да, генерално важно е да се напомене дека тоа што е пораспространето во процесот на вработување во Македонија општо, во јавниот сектор, е клиентелизмот. Непотизмот е случај кога некои високи партиски функционери имаат лични, меѓутоа клиентелизмот е многу позагрижувачка појава, присутна и во Македонија, се разбира. Но дали партиската книжка е клучот кој ги отвара железните врати и за управувачки функции и за вработување? Па видете, во Македонија има едно најголемиот број на партиски членови по број на жители. Може да ни позавиди и Кина, а таму нели е еднопартиски систем. Генерално во Источна Европа, например, е 3% од населението, а во Македонија е над 10% од населението. Да, ама и партиите се фалат со кога имаат толков број на членови. Да, и очигледно дека партиската книжка отклучува многу работи, не само вработувањето. Партиската книжка генерално во земјите на Западен Балкан очигледно е клучот до добивање на повеќе различни услуги, кои што за жал и онака им следат на граѓаните, меѓутоа заради најразличната неефикасност на институциите, корупцијата, клиентелизмот, клучот да добиете нешто е кон кого сте блиски, а бидејќи партиите се генералните да кажам брокери или оние што ги даваат услугите, што стојат посредници помеѓу институциите и граѓаните, припадноста кон политичките партии очигледно има големо значење. Но нели е онака сепак забавно да речам под наводници, кога вие имате огласи за избор на директор, а однапред се знае која партија ќе го добие и кој ќе го добие тоа место. Да. Чуму се огласите тогаш? Да се задржи формата? Да. Тој процес мора да се напушти, веќе полека очигледно има некои позитивни исчекори во таа насока, во смисла на тоа дека денеска, мислам, или ако не на почетокот на наредната недела, ќе се објави предлог на закон за висока административна служба, која што ќе ги стесни можностите за ваквото назначување. Се работи за највисоките раководни структури во административниот дел на клучни институции како министерства и агенции и поголеми јавни предпријатија. Зборуваме за директори и така натаму. Тоа го подготвува Министерството за информатичко општество и администрација. И тоа е нешто што веројатно ќе ја намали. Клучот е да почнете да ги намалувате. Дали тоа значи дека кога ќе се промени власта, коалицијските партнери обично прво трошат денови и недели во поделба на ресорите, кој е јавно предпријатие, нели, кои функции
и веднаш се знаат и луѓето. Затоа реков понатаму станува фарса на тој начин. Вака, зависи што треба да решите. Ако предпоставите дека тие раководни структури треба да ја испорачуваат волјата на владеачкото мнозинство, значи да ги спроведуваат политиките, како што се зборува во овој период, тогаш со промената на власта ќе се менуваат и овие. Ако сакате да ја разделите администрацијата, административниот дел, функционирањето на институциите во неполитичка смисла на зборот, тогаш морате тоа да го држите стабилно. Значи, кога ќе се смени власта, да не се менува овој дел. Сега јас не знам кој пристап е избран, само го најавувам ова. Меѓутоа, и едниот и другиот пристап да е избран, ако вие нагласите дека клучното за раководење на институциите е искуството, вашата спремност, вашите вештини, тогаш се намалува обемот на луѓе што можат да бидат избрани на тие позиции. Дали се партиски или не се партиски тие позиции, доделени, ако вие избирате постручни луѓе, тоа на некој начин е некакво решавање на чекорите. Јас можам да кажам дека можеби е добро да се издели. Значи, таа цела структура, например, не знам, највисокото административно место во министерство, да не може да биде менувано од страна на со промена на власт. Имаше такви закони, ама потоа ги менуваа партиите, не им одговара. Да, сакам да кажам, очигледно е дека во Македонија мораме да одиме со промена на закон за да ги стесниме можностите нели да се изигра системот. Ама и законите лесно се изигруваат кога си на власт. Да, нормално, так. Инаку нели кога пререгулирате, значи кога носите премногу закони, тоа е најчесто заради тоа што околината е ориентирана кон заобиколување на закони. Инаку не ви треба за многу работи закони, ако сите следат здрав разум. Така. Имаше еден од тие поразителни податоци дека 51%, ако добро запаметив, од луѓето кои се избрани на раководни нели функции во јавните претпријатија и во овие независни државни тела, немале никакво искуство во ресорот кој ќе го раководат, или имале помалку од 5 години такво искуство? Значи, целото тоа е за помалку од 5 години, а 5 години е релативно ниско за да вие раководите. Мислам, 5 години во било која работа не е доволно за да вие не знам, мајстор за да станете ви требаат повише од 5 години, а камоли да раководите со јавно предпријатие. Меѓутоа да разјаснам само, под раководни структури не се подразбираат само директорите, така. Туку се подразбираат и оние што се во управен одбор и во надзорен одбор, и тука е главниот проблем. Таму е уште по страшна ситуација. Значи таа бројка најмногу доаѓа од таму, бидејќи тоа се и најголем број од луѓето кои што ние ги проверувавме. Заради тоа што вие имате на пример 100 директори во 100 јавни предпријатија, меѓутоа имате уште 400 членови на управен одбор или 500. Така што тие ја креираат таа маса на неискуство, а управен одбор како тело во раководење на пример на јавното предпријатие е важна структура внатре, заради тоа што таа структура треба да ги дае насоките, треба да ја обезбедува визијата, треба да го контролира, да ја контролира работата на директорот. Дали веруваш дека партиите така ги третираат управните одбори? Или како поле за дополнителни хонорари на своите членови? Јас зборувам за теорија, значи како би било. Добра ме следите и да не се практиката во Македонија. Таа разлика, тој јас помеѓу практиката и правилата е всушност проблемот. Јавните одбори не се... Управните? Да, се извинувам. Управните одбори, например, не се гледани како структури што управуваат, заради тоа што тие се формални само тела во пракса, кои што дури кога се состануваат, а не се состануваат често, само прифаќаат тоа што им е, например, сервирано или од основачот, да речеме општина, или од директорот, кого што тие треба нели да му вршат надзор. И
кога ги погледнавме биографиите, навистина се гледа дека состојбата е загрижувачка заради тоа што во тие структури седат луѓе кои што, да кажам, ретко кога имаат некое значено искуство. Кај надзорните одбори, например, има голем број на луѓе кои што го немаат потребното знаење, правни или економски. Вршат надзори над финансиското работење. Да, значи немаат правно или економско искуство. Со каква образовна структура доминира во овие надзорни одбори? Во анализата во надзорните одбори има правници и економисти, меѓутоа има и луѓе што се, не знам, од компјутерски сектор, од најразлични IT сектор или од најразлични области на познавање. Не е само луѓе што имаат, да речам, таму треба да стојат луѓе што имаат сметководствено искуство, што имаат визорско искуство. Голем број од нив не се ни со работно искуство нешто особено. Така. Има ли, да речеме, кога се назначува директорот на една од тие, на некое јавно предпријатие, сепак да биде човек од внатре, кој работел со години, прво ги знае луѓето, кадровската структура, проблемите. Кога човек доаѓа од надвор, тоа е како падобранец наеднаш. Нели спуштен на една локација, ви треба време да ги пофаќате конците. Да, ние тоа го ставивме во анализата, го имаме како една од препораките, дека всушност вие со назначување од внатре решавате два проблеми. Првиот проблем е овој за кој што вие зборувате. Носите луѓе кои што се запознаени со работата, што се запознаени со потешкотиите со кои што работат институциите, а луѓето кои што работат внатре обично имаат и некакви идеи за понатам. Визија е нешто што навистина е потребно за раководење на овие институции. Меѓутоа, вториот проблем што го решавате е што вие им покажувате на вработените во институциите и генерално им покажувате дека имате шанси, ако се трудите, ако добро работите, дека за некое време ќе раководите со институцијата каде што сте вработиле. Значи, го менувате начинот да, како што почнавме, партиската книжка биде клучот до успехот, условно кажано, и всушност враќате едно, да кажам, најдомаќинско мото, дека нели со труд може да се напредува. Дали ваквата состојба на овој план, нели какви структури се избираат во јавните предпријатија, во тие независни државни тела, ма и генерално воопшто во државава. Дали е тоа потоа причина што многу од тие јавни предпријатија се во лоша финансиска состојба? Секако дека тоа е една од причините, заради тоа што вие како некој што доаѓа со искуство, тој ќе знае да ги решава внатре проблемите, а сите јавни предпријатија се соочуваат со проблеми. Тоа се релативно и мали предпријатија, ако така гледаме. Поголемиот дел од јавните предпријатија се мали предпријатија кои што по дефиниција ќе имаат некаков проблем. Меѓутоа истовремено кога вие сте ја заслужиле позицијата, ви се зголемува шансата, односно можноста, да вие пружите отпор кога ќе ви се јави некој од партијата која што доминира, да кажам, во основачот, да дадеме пример со општина, ќе се јави и ќе ви каже треба да се вработат 10 луѓе, вие ако знаете дека сте заслужиле, ако не сте дошле таму заради помош од партијата, ќе кажете не, ќе пружите отпор. И всушност ќе ги намалите тие дополнителни партиски вработувања кои што исто така носат кадар кој што нели не е одбран на најдобриот начин и тоа нели ја намалува ефикасноста општо на работа на. Така, но имаме дел од тие државни јавни предпријатија кои со години се со загуби. Па имате протест на вработените. Меѓутоа јас не гледам дека партиите на власт
да речеме, ќе го променат директорот или раководната структура затоа што нели не ги оправил состојбите на финансиски, на материјален план, кадровски. Тоа ми делува колку да е некој директор и колку да имаме каде да вработуваме своји кадри. Да. Инаку не може 20 години да не именувам одредени јавни предпријатија да се созагуби. Перформансот, односно успехот во работата, не е многу јасен критериум за разрешување во законската регулатива и тоа е чудно. Заради тоа што нормално е дека ако не работите треба да добро, треба да си заминете. Или ако не ќе да си заминете, некој да ве смени. Вие во моментот например Центарот за граѓански комуникации пред некое време објави дека неколку од големите јавни предпријатија не ги ни објавиле потребните податоци што според закон мора да ги објават. Тоа е доволен основ за разрешување на директорите. И ги бираат според некакво CV биографија, работна, постигнувања. Мислам дека е тоа важно, особено да се смени, особено кај управните одбори, да се врати една доверба кај граѓаните дека тие луѓе таму се избрани затоа што некој имал добра волја навистина да помогне да работи, например, јавното предпријатие добро, и мислам дека тоа треба да биде првата клучна промена во наредниот период. Еден јавен начин на избор на тие управни одбори, можеби тој не е најефикасниот начин на избор, меѓутоа истовремено во реформата која што предстои, морате вие да ја вратите до вербата на граѓаните дека навистина се бираат луѓето онака како што треба. Така. Да. Вие се обративте до колку стотици јавни предпријатија? Стотина јавни предпријатија, да. Дали добивте одговор од сите? Не. За биографиите се обративме покрај јавните предпријатија и до овие регулаторни комисии и други слични тела. Добивме отприлика половина од побараните биографии, што укажува на високо ниво на нетранспарентност на институциите по ова поле. Еве сега привршуваме едно друго истражување со јавните предпријатија. Испратена беше анкета до повеќе од 100 јавни предпријатија и државни фирми, значи фирми во целосна државна собственост. Добивме помалку од 50 одговори, што повторно укажува дека јавните предпријатија не се отворени кон јавноста, тие немаат обврска. Вие можете да реагирате кај Роберт Поповски, тој е министер за транспарентност, нели, отчетност. Да, дека дел сепак, нели, да реагирате во владата, дека дел од овие јавни предпријатија не даваат податоци. За оваа втора анкета која што заврши пред некој ден, и за кои што треба да објавиме податоци, добивме писмо за поддршка од Министерството за информатичко општество и администрација, меѓутоа очигледно тоа не беше доволно мотивацијски фактор за јавните предпријатија да излезат во пресред. Тие по законот за јавни информации немаат обврска да одговараат на анкети, меѓутоа сепак е добра волја и укажува колку тие се отворени. Меѓутоа, еве, како што кажав, помалку од 50. Има еден исто интересен процент, најнизок процент, а тоа е дека во вашево истражување на раководни и функции во јавните предпријатија и овие независни државни тела, само 5% се жени. 5% се директори. 29% се жени од сите управувачки структури и двата резултати се лоши. Отприлика треба да се цели кон 50-50. И тоа не е нешто што ние го посакуваме само, тоа се содржи во многу политики на државата за еднаква родова застапеност. Каде ви го гледате проблемот? Проблемот го гледам таква структура. Проблемот го гледам во истите мрежи клиентелистички и кои што одлучуваат поборбени. Не, за да вие кои имате еден затворен систем на избор, тој се базира на моќ.
А моќта во моментов во Македонија за жал ја имаат мажите и секогаш тоа се другарски врски и тоа одлучува да всушност имате состојба во која што жените секогаш се, како да ви, еве пластичен пример, после тоа е во странство е документиран исто така, меѓутоа го има кај нас. Најголемите унапредувања, најголемите бизнис делки се случуваат после работно време, во кафеана, во кафич или така натаму. Мажите се секогаш попривилегирани од жените во тоа, заради тоа што жените трчаат дома, зашто и дома имаат работа, и тие што остануваат во неформалниот живот, нели, се мажите и тука си се договараат работите. Така. Уште некои феномени кои беа карактеристични за изминатиот период, пример, јавното предпријатие Градски сообраќај која се јавуваше како своевиден донатор за панорамското тркало. Значи, ако едно јавно предпријатие има толкова пара, зошто таа пара не се вложи за подобар стандард на вработените? Да. Но немате ни протест, ни отпор кај вработените. Да, грижата на сите граѓани за тоа какви јавни предпријатија имаат е особено важна и мислам дека е многу добар процесот дека гледаме сега на социјалните мрежи огромна реакција против непотизмот. Истовремено, кога би биле вистинските луѓе, кога би раководеле, зборуваме сега за конкретниот случај со ЈСП и панорамското тркало, човек кој што не е поставен од политичка партија, никогаш не би потпишал нешто такво. И тоа само кажува на негрижа во услови на раширен клиентелизам. Заради тоа, токму тоа, не само вработените, него вие ќе се обезбедите дека ќе има повише автобуси, ќе има зачестени линии. ЈСП, например, функционира многу лоша навечер. Тоа е, да кажам, во главниот град вие да си дозволите толку разречена, да речеме, ноќна мрежа на автобуси, како ќе го развиваме ние туризмот? Замислете, утре дојдат холандјани во голем број, тие се научени да се возат со автобуси, ќе биде многу чудно зашто после полноќ толку ретко се доаѓа, например, до автобуси. Како што реков, немаше отпор ни од вработените, ни од... Затоа што и тие знаат дека се вработувале по некакви партиски заслуги. Веројатно тоа, него јас би рекол повеќе дека е една, да речам, состојба во која што луѓето се плашат исто така да реагираат, заради тоа што не се доволно заштитени, токму заради тоа што директорот е позаштитен од нив. Морам да признам дека и во целиот регион, овој Западен Балкан, па и состојбето во Грција, кога сум читала за одредени од јавни предпријатија, нели, се горе-долу слични со тие партиски такви, да речам, инфилтрирања и за вработување и за раководни структури. Но дали некаде се случил феноменот вработување преку лотарија, како што беше она со македонски шуми? Да. Тоа е веројатно уникатен пример за Македонија. До сега немам прочитано за нешто такво, а и е релативно чудно за сите познавачи на клиентелизам и корупција, дека вие имате едно толку отворен начин на вработување, кој што обезбедува пред се лојалност кон партијата, заради тоа што целиот тој спектакл всушност беше огромна предизборна кампања тогаш, во која што си обезбедија тогашната владеачка партија гласачи. Мислам дека тоа всушност беше врвот на клиентелизмот во Македонија. Да, па потоа треба да ги префрлаат делот. Очигледно не ни беше, значи вие немате од други организации. Значи вие немате еве како би требало да биде. Така, јавното предпријатие Македонски шуми треба да побара дека им треба нови работни места, да даде образложение зошто им требаат нови работни места. По управен одбор да рече во ред ќе се распишат огласи. Па основачот да каже во ред. Значи целиот тој процес беше превртен наопаку.
доаѓа врвот на политичката партија и кажува во и веројатно на паричка е фрлано, кое јавно предпријатие ќе вработи луѓе заради тоа што и не ни има на крајот нели се испостави со тоа префрлање дека јавното предпријатие воопшто немало потреба од тие луѓе. Значи таквото ниво на расипништво мислам дека имаме уште едно 4 минути. Значи вашите истражувања се сосема темелни, интересни, со добри препораки, нели, каде се слабите точки во системот. Но колку од овие истражувања, кои обично се финансирани од европскиве држави одредени се Ова е финансирано од британската. Од британска. Значи, колку таа инвестиција британска, да речам, во ова сериозно истражување ќе има ефект. Тоа е не само ние новинарите да се заинтересираме, нели, за податоците, туку колку допира до оние кои одлучуваат, до владата, до пратениците на крајот на криштата, и тие можат да иницираат одредени проекти. Јас мислам дека има ефект. Веднаш ќе кажам дека има интерес од Министерството за информатичко општество за ова истражување. Тие се вклучени всушност во една консултативна група која што ние имаме во овој проект и мислам дека има голем интерес кај нив ние да им помогнеме и да им даеме нов модел за тоа како да се бираат членовите на управните и надзорните одбори. И директорите, предпоставувам. Директорите најверојатно ќе потпаднат под ова што го кажав, да. Меѓутоа како и да е, ние ќе обезбедиме еден соопфатен модел. Тоа што исто така ми дава охрабрување е начинот на кој што се избра Државната комисија за спречување на корупција. Да, вие бевте Јас бев еден од луѓето што од публика ги поставуваа прашањата, да. И вашата оценка? Па сосема нов начин на избор на дали на пример оној состав што е избран ги задоволува вашите критериуми? Или ги следевте се, поставувавте прашања? Добро, јас не бев на сите интервјуа, меѓутоа моето мислење е дека од оние што се пријавени, ова е најдобриот состав. Мислам дека добивме луѓе кои што ќе допринесат во борбата против корупција и токму таа отвореност на постапката, мислам дека елиминираше очигледни партиски фаворити на сите партии во парламентот и обезбедува основа да се надеваме на добра работа на антикорупција. Колку мониторингот од Брисел, нели, и за состојбите во оваа област, администрацијата, управата, партизираност и слично, е исто една од таргетите. Тука и тестот колку една власт всушност европските вредности се искрени. Да. Може ли тоа исто така да придонесе малку да мрднат работите, да ги промениме во позитивна насока? Се смета дека процесот на интегрирање им помага на земите аспирантки и мислам дека Македонија не би била исклучок од тоа, затоа е важно да почне што побрзо тој процес. Меѓутоа, пак ќе кажам, условувањето е значајно, меѓутоа целата работа е наша работа. Ако ние не си завршиме работата, условувањето може да не профункционира. Јас ќе завршам со оној што почнавте, што кажавте интересен податок, колку многу членови имаат партиите. Не знам дали ќе се согласите, но ја мислам дека е потребно ресетирање на политичките партии, кои нема да тежнеат, нели, да имаат 30.000, 40.000 членови со тоа да се фалат, бидејќи јас секогаш велам се тоа нови усти за ранење на државна сметка. Дека потребна е промена и во самите политички партии, во она што е, да речам, начин на кој тие функционираат. Потребна е промена во повеќе актери, едни се политичките партии, меѓутоа борбата против корупцијата и клиентелизмот секогаш мора да биде придружена кон економски прогрес, за да можат луѓето исто така да бидат понезависни од, да кажам, државните вработувања, услуги и така натаму. Миша Поповиќ, ви благодарам што бевте гостин во Отвореното студио, а ние се гледаме за 10 минути во Централниот дневник.
Останете на програмата. Фала ви. Третото соочување на вечните ривали во градското дерби, тема на најновото издание на Спорт 1. Работнички в сабота во градски парк го пречекува МЗТ Скопје аеродром во надпревар од 17-тото коло од домашното првенство. За престижот, притисокот, желбата за победа над лутиот ривал, како и за значењето на славното и секогаш тензично дерби. Гости во студиото на 1 ТВ, Марин Докузовски, предводникот на најтрофејниот од земјава, и Ѓорги Кочов, предводникот на металците. За најупорните следуваат награди од нашите спонзори. Гледајте Спорт 1 и овој петок од 21 часот на 1 ТВ. Беше уапсен спектакуларно, помина 8 месеци во притвор. И на крајот, обвинението за случајот председавач беше повлечено. Што се крие зад овој политички мотивиран судски циркус? Разговор со